Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од содржините кои следуваат. Од април се прошируваат мерките во програмата за самовработување. Повеќе можности за младите најавуваат од Агенцијата за вработување. Нови 30 контейнери за селектиран отпад погоден за рециклирање доби Штип од компанијата Пако Мак. Донацијата е во вредност од 1,5 милиони денари. Осветена е црквата Света Тројца во село Мородвис, општина Зрновци. Целосно обештетување на оштетените од поплавите најави премиерот Никола Груевски на вчерашната јавна трибина во Штип. На 2 милиони евра е штетата која во регионот се процени само кај домакинствата и земјоделските објекти. Годинава во февруари источниот регион го зафатија голем број на невидени поплави, кои направија огромни штети пред се за земјоделците и за домакинствата. Особено делот на Чешиново, Облешево и Кочани беа едни од најпогодените. Премиерот Никола Груевски најави целосна исплата на штетите. И знам дека многумина претрпеа огромни штети, затоа што ова беа поплави од невидени размери досега. Минатата недела, кога се уште не беа завршени проценките, најавив дека обештетувањето ќе биде високо. Сакам денес да потврдам дека со цел да им се излезе во пресред на луѓето чија земја и имоти настрадаа, владата ќе изврши 100% обештетување за сите погодени. Согласно на проценката на проценителите, колку тие ќе проценат и утврдат колку има штета, толку ќе им се исплати на граѓаните кои беа погодени од оваа елементарна непогода. Со реакција за вчерашниот народен собир на ВМРО-ДПМНЕ во Штип, денес излезе општинската организација на СДСМ Штип, од каде забележуваат дека во сала со капацитет од 400 места во Штип дојдоа 40 автобуси од истокот. Благодарност до присутните на собирот денес упати општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип. Масовно посетениот собир кој вчера се одржа во Штип, во спортската сала Јордан Мјалков, на кој свое обраќање имаше лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, предизвика реакција кај опозицијската партија СДСМ. Председателот на општинската организација СДСМ Штип, Владимир Милушев, денес пред медиумите го произнесе ставот за конкретната ситуација, наведувајќи дека на сенародниот собир ВМРО-ДПМНЕ доживеа уште едно фијаско. Според Милошев, на митингот речи си да немало штипјани. Фактот дека во спортска сала, во која што капацитетот за седишта е 400 и уште 2 до 3 пати толку за стоење, а во Штип беа присутни, дојдоа 40 автобуси од целиот источен регион на Македонија, а доволно зборува дека на вчерашниот митинг на ВМРО-ДПМНЕ имаше од секаде, само не штипјани. Сепак, според владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ, делата зборуваат погласно отколку политиките, на кој начин е доспеано до вчерашната слика на поддржувачите кои ја изразија довербата. Председателот на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип, Никола Мицевски, со сатисфакција од приложеното на вчерашниот собир, стои зад ставот дека СДСМ продолжува да ја искривува вистината, ставајќи акцент на главните цели на вчерашниот настан, а тоа се новите вработувања кои следуваат во наредниот период. Фабриката Джонсон Контрол одобри уште нови 200 вработувања и тоа се 200 нови работни места за нашите сограѓани. Германската фабрика Текстил веќе е во завршна фаза на изградбата на својот објект, каде ќе бидат примени уште 600 нови вработени лица. И она што е најново е италијанската фирма Кодело, која што објави влегување во технолошко развојна индустријската зона во Штип, а за која што СДСМ пред не многу далечно време кажуваше дека е полјанак или ораница која што никогаш нема да заживее.
Или да го преведам во бројки, во наредниот период планирани се 950 нови вработувања само во оваа зона. Задоволни од поддршката на Штипјани, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН ја изразија својата благодарност за присуството. Поплавите ги менуваат навиките на земјоделците. Расте бројот на оние кои ги осигуруваат земјоделските посеви. Осигурувањето не е скапо, велат од осигурителните компании, бидејќи дел од сумата се субвенционира. Во пресрет на пролетната сеидба на земјоделските посеви, осигурителните компании со понуди за осигурување на насадите. Осигурителната компанија Триглав од Штип веќе неколку години работи на полиси кои нудат заштита на земјоделските насади. Со оглед на природните непогоди, директорот на Триглав осигурување Зоран Петров вели дека со текот на времето свеста на луѓето за осигурување на нивните насади се повеќе се развива. Ради ризичноста луѓето се повеќе и повеќе стекнуваат доверба и ни сакаат да осигуруваат да се на некој начин се заштитат од непредвидени ризици. Од друга страна и државата ги субвенционира, значи 60% од премијата на земјоделските посеви ги субвенционира државата, кај оние што се регистрирани земјоделци. Сумата која што треба земјоделците да ја платат е мала, бидејќи поголемиот дел е субвенција од државата. Еден посет од, да речеме, од 1 хектар насаден од житарица, дали јачмен, пченица или друго, некаде околу 1200-1300 денари по хектар. Ако тоа државата субвенционира 600 денари, значи дека со 500-600 денари по хектар луѓето имат заштита од невреме. Што се однесува кај лозовите насади, тука се тоа однесува отприлика некаде на 1 декар. Значи од 1 декар лозија со некои просечни родности, околу 1200-300 денари, од кои државата 60% субвенционира. Што се однесува со одгледувањето на овошките не може да се прецизира точно. Се зависи која овошка од која година на родност е и колку изнесува од купната цена на пазарот. Осигурување се прави и на животни, односно и на ситен и крупен добиток, а од компанијата велат дека од година во година се јавуваат се повеќе и повеќе осигуреници. Средношколската унија на Македонија на состанок со представници од Министерството за образование издействува предлог одлука математика во државната матура да полагаат само оние матуранти кои планираат да продолжат со изучување на техничките науки. Средношколците од Кочани ја поздравуваат оваа иницијатива. Средношколската унија на Република Македонија вчера одржа средба со представници од Министерството за образование и наука каде ги разгледаа барањата на средношколците за укинување на математиката од редовен предмет за полагање државна матура и промени во екстерното тестирање. На средбата е донесена предлог одлука математика да полагаат само оние ученици кои ќе продолжат на Природно-технички факултет, каде математиката е задолжителен предмет. За ваквата донесена одлука побаравме мислење од претседателот на младинската организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов, Иван Коцев, кој изјави дека ја поздравува ваквата одлука доколку се донесе и изгласа на седниците на Собранието на Република Македонија. Тој меѓу другото ни изјави: До некаде јас ги поздравувам оваа иницијатива на Средношколската унија на Македонија, бидејќи отишле на средба во Министерството за образование и наука, постигнале некаков договор. Добро е и тоа што од страна на Министерството за образование и наука имаат слух да не слушнат оние барања кои што ги кажувавме од улица цело време. Но сега мене тука ме плаши временската рамка, бидејќи многу е краток периодот до кога ќе почне полагањето на матура. Првиот датум за полагање на матура е 6 јуни. Целата оваа процедура веројатно треба да помине низ Собранието на Република Македонија преку промената на целите закони. Ова што е на вчерашната средба договорено го поздравувам како претседател на младинската организација. Еден од проблемите на средношколците е тоа што барањето за промени во екстерното тестирање не е ниту разгледано, ниту дискутирано, а како што додаде Коцев, и тоа е значајно барање за средношколците. Второто наше барање не е ниту разговарано, а тоа е промена на концептот на екстерно тестирање, кој што исто така е со важен приоритет, можеби ист приоритет како и матурата што е.
и екстерно тестирање ќе бараме и исполнување на тоа барање што го имаме. Мислам дека ќе успееме и во тоа. Средношколскиот пленум на Република Македонија за оваа недела најавува уште еден протест, а така и ќе продолжат се додека комплетно не им се исполнат барањата. Од младинската организација во Кочанската гимназија исто така ќе продолжат со организирање на протести. Работна средба одржа Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Илчево и представници од задругата на потрошувачи на органски производи Добра земја од Скопје. Мора да постои координација помеѓу производителите и купувачите на органската храна. Ова е заклучокот од работната средба. Работна средба на Сдруженијето на производители на органски производи Аронија од Илчево со представници од задругата на потрошувачи на органски производи Добра земја од Скопје. Во Делчевско, органските производители се сточари, пчелари, градинари, како и одгледувачи на слива. Целта на состанокот е да се дефинираат потребите на производителите, на потрошувачите на органски производи и можноста на производителите колку можат да произведат органска храна. Исто така денеска ќе се одржи директни средби со органските производители и ќе се оди на фармите на органска храна. Производителите мора да се придржуваат на критериумите пропишани за органско производство. Тоа значи одгледување на добиток во посебни услови, прехрана со органска храна, без употреба на антибиотици, како и производство на храна без пестициди. Денеска сме во посета на Делчево и на делчевските производители органски на производи со цел да видиме можности за соработка во смисла на наш откуп на органски производи во сезоната која следи. Ова ни е трета година. Оваа година веќе се прошируваме, има интерес за зголемување на членството и од тие причини имаме потреба и од дополнителни количини нови производители на органски производи. Без разлика со кого почнуваме соработка, значи во земјата, одиме првенствено на посета, за да видиме на лице место условите на производство, да се запознаеме со самиот производител, да видиме која е идејата позади неговото производство, зошто е навлезен во органско, колку е посветен реално на органското. Добивањето на сертификат засега не представува проблем на органските производители. Единствениот проблем е пласманот на произведеното. На некој начин Добра земја во одредени случаи дава свој условно сертификат на производители во кој што има голема доверба. Тежнееме во насока на лична доверба и долгорочна соработка со производителите, така што во некој случај, значи и ние самите одредуваме дека одредени производители се од наша доверба. Инаку во тека аплицирањето за субвенции за органско производство. ЈПИСАР Штип доби донација од 50 контејнери за селектиран отпад, погоден за рециклирање. Донацијата од компанијата Пакомак е во вредност од 1,5 милион динари. Донација од 30 контејнери за селективен отпад доби општина Штип од компанијата Пакомак. Ова е проект на јавното предпријатие ИСАР, општина Штип и фирмата Пакомак. Контејнерите ќе бидат поставени на повеќе локации во градот, а ќе бидат наменети за пластика и лимена амбалажа. Значи ова е проект на јавното предпријатие ИСАР, општина Штип и фирмата Пакомак. Значи моментално добивме 30 контејнери кои се донации од нивна страна и овие контејнери ќе бидат поставени во институциите, претежно некои конфекции, училишта, во универзитетот, значи во фирми, ќе има некои во градот на безбедни места. Така да во овие контејнери треба да се фрла само пластика и лимен амбалаж. Се надеваме дека ќе проработи свеста на нашите граѓани, нашите сограѓани, да пластиката и лимената амбалажа оделуваат и ја фрлат и со тоа зачувуваат својата средина, а ние да може ова да го преработуваме. Овој проект нема да застане овде. Како што знаете, до пред месец-два подпишавме договор со Пакомак и во исчекување сме да добиеме машина за селектирање, каде и другото ѓубре ќе се селектира, ќе се преработува, ќе се пакува и ќе се продава. Машината ќе биде лоцирана на депонијата или овде во нашите магазини и таму значи ќе има вработени кои што ќе ја обслужуваат и ќе ја селектираат отпадот.
Јавното предпријатие дневно собира од 250 до 280 метри кубни на смет, од кои некаде дневно може да бидат од 100 до 150 килограми пластика. Таа пластика ние ја собираме и во договор со Пакомак ќе ја предаваме. Меѓутоа сега со набавка на новите контейнери, јас мислам дека количината на пластичниот отпад на 5 амбалажата нагло ќе се зголеми, значи значително, и рачунаме дека од тие 150 до 150 килограми ќе имаме негде до 1000 килограми месечно пластична амбалаж. Во изминатиот период беа донирани и 40 пластични контейнери, што севкупно придонесува кон подобрување на комуналната инфраструктура во градот и им овозможува на граѓаните на општина Штип селективно да го одложуваат отпадот. Штипското јавно комунално предпријатие заедно со општина Штип продолжува и во наредниот период со проектот за екологијата и здравата животна средина. Останува само да преработи свеста на граѓаните да ја зачувуваат околината во која живеат. Председателите на Штипското и Кочанското здружение на пензионерите од денес се со кривични пријави. Осомничени се за злоупотреба на службената положба и овластување. Во Штип незаконски се работело при обезбедување на пензионерите со огревни дрва, а во Кочани со издавање на деловен простор, собственост на Здруженијето на пензионерите. Кривична против МВ, 73 години од Штип и председател на Здруженијето на пензионери. Во период од 3 години сторил кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување. МВ му возможил на ВМ да не го евидентира книговодството на собраните парични средства од пензионерите, кои се за снабдување со огревно дрво, во износ од 7.770.000 денари. Исто така, без донесување одлука од извршен одбор, незаконски издавал налози за подмирување на обврски кон добавувачи во износ од над 950.000 денари. Пријавениот без да спроведе постапка за јавна набавка, ангажирал повеќе правни и физички лица за набавка и транспорт на огревно дрво, исплаќајќи им речиси 15.315.000 денари. Од оваа нелегална трансакција на Здруженијето му е нанесена штета од 8.500.000 денари. Полициската станица Кочани поднесе кривична пријава и за председателот на Здруженијето на пензионери и во Кочани. Поради неизвршување на своите должности и овластување согласно статутот на Здруженијето, односно со непревземање на должни действија. ГС склучил 2 договора за закуп на 2 деловни простории, кои се во собственост на Здруженијето. Тој со закупецот плоштад кај Столе, Доел Кочани, се договорил месечната закупнина да бидат од 520 и 200 евра во денарска противредност. Сепак подолг временски период, односно 2 години, закупецот не ја плаќал закупнината. На овој начин му овозможил на деловниот субјект плоштад кај Столе да се стекне со противправна имотна корист во вкупен износ од 872.070.000 денари, со што го оштетил Здруженијето на пензионери Кочани за наведениот износ. Сепак сторителите заради нивната возраст не се приведени. Од април ќе стапат на сила нови мерки во рамки на програмата за самовработување, нејавува Агенцијата за вработување на Македонија. Достигашните активни мерки за намалување на невработеноста се ценат како успешни, а солиден е интересот за практиканство и обука кај познат работодавач. Агенцијата за вработување нуди активни мерки кои се реализираат преку текот на цела година. Моментално интересот е насочен на практиканството и обуката кај познат работодавач, како и програмата за самовработување. Програмата за самовработување заврши неодамна, а нова апликација за користење на средствата е најавено за во април. Директорот на Агенцијата за вработување во Штип, Лазар Димчов, соопшти дека правото го задржуваат сите невработени лица и работодавци. Практиканството, обуката за субвенционирано вработување, значи кај познат работодавач, овие две мерки се во тек и самиот оглас тече преку цела година, додека пред неколку дена заврши огласот за самовработување, на кој се пријавија поголем број, значи 30 лица имат аплицирано на оваа мерка и оваа мерка во иднина повторно ќе се огласи, негде во април месец, очекуваме. Интересот е добар, кај другите мерки исто така имаме секојдневно пријавуваме и на секој 20 дена ќе се
еволвираат овие апликанти што аплицираат на практиканството на обуката кај познат работодавач, така да добро е. Лицата кои што досега се пријавиле за користење на средствата за започнување на сопствен бизнис, најчесто се од областа на производствената дејност. Лицата, оние што најчесто средствата што ги земаат за самоработување ги искористуваат за отворање на сопствени бизниси од областа на услужните дејности, од областа на производство на храна, на сендвичари. Исто така и имаме самоработувањето со кредитирање, најчесто аплицираат од земјоделските дејности, значи отварање на бизниси во земјоделието, но тоа е со кредитирањето. Додека со грантовите или неповратните средства се исклучени земјоделците, значи оваа мерка е намената за услужни дејности, за производство и така. Во село Мородвис, општина Зрновци, осветен е новиот верски храм, црква посветена на Светото Тројство. Осмитне твоја ребрето му показа, за сјање сијуце. Црковната кампана рано наутро го најави свечениот чин на осветувањето на црквата која е лоцирана сред село, ги собра на едно место верниците, не само од Мородвис, туку и од околните населени места Зрновци, Видовиште, Грдовци и Кочани. Црковниот двор, уреден по сите стандарди на современата македонска архитектура, беше претесен да ги преми верниците кои дојдоа заеднички да присуствуваат на осветувањето на овој храм, кој виднина ќе биде нивни дом за крштевки, венчавки, семејни слави. Митрополитот Брегалнички господин Иларион ја водеше свеченоста по повод осветувањето на овој Божи храм, кој го враќа духовниот живот на населението од Мородвис, 9 века по укинувањето на Мородвишката архиепископија во 12 век. По Божја волја, во ова древно место, кое што беше епископско седиште во Мородвис, значајно за историјата на Сеправославната црква, на македонскиот народ, на Брегалничката епархија, еве повторно се изгради нов храм, посветен на светата животворна живоначална Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков во името на советниците на општината, жителите на Мородвис и верниците истакна: изградбата на храмот со благослов на неговото високо преошествество, митрополит Брегалнички, господин Иларион, е финансиран со средства од општината. Храмот е целосно фрескописан, а е дело на неголемиот зеограф господин Валентин Ѓурковиќ од Кочани. Фреските, како и иконите во храмот, се донација од верниците на село Мородвис и село Зрновци и наши селеници кои потекнуваат од село Мородвис. Иконостасот е дело на мајсторите Димче Веселинов и Мирче Николов од село Мородвис, а е финансиран од општината. А општина Зрновци останува и понатаму да дава силна поддршка и подкрепа за понатамошниот развој на нашата православна црква. Инаку на свеченоста по повод осветувањето на црквата Свети Спас во село Мородвис, митрополитот Брегалнички господин Иларион на градоначалникот Блаже Станков му додели орден Свети Никола на Брегалничката епархија во знак на благодарност за сето она што го направи во изградбата на црковните објекти во општина Зрновци. Благодарници од Македонската православна црква Брегалничка епархија добија и советот на општина Зрновци и свештеникот Лазар Коцев кој управува со Зрновската парохија. Во саботата на ски патеката број 3 на спортско-рекреативниот центар Пониква се одржа осоговскиот велеслалом 2015. Во тежните околности поради врнежите од снег на велеслаломот настапија 60 надпреварувачи во категориите цицибани, јуниори, јуниорки, младинци, младинки и ветерани. Митко Петров, еден од организаторите на манифестацијата, изрази задоволство од интересот на скијачите кои на Пониква допатуваат повеќе градови, главно од источниот дел на Македонија. За голем дел од нив и покрај лошите временски услови, патеката и настанот беа голем предизвик да ги покажат своите знаења, техники и скијачки вештини. Надпреварот беше најдобар до сега организиран. Помина безпрекорно.
Значи, ние не очекувахме некој да се повреди или било што, значи такмичењето е најуспешно и такмичарите си ги зазедоа своите места, они кои беа недобрите се пласира, сега ги следува прогласувањето на истите. Има многу луѓе, многу надпреварувачи од Штип, од повеќе градови. Важно дека има дружба, има и од Скопје. Дека се дружиме и така се потикнува развојот на зимскиот туризам на оваа планина, затоа што е наше богатство од источниот дел на Македонија. За овој велеслалом мислам дека беше одличен и покрај лошите временски услови надпреварувачите успеа да стигнат до целта со малку потешкоти. Сепак најважно беше да имаме дружба, соработка и да си поминеме убаво. Јас настапив со број 57 во категорија на ветерани прв пат. И мислам дека ставата не беше лоша. Треба да биде ова традиција и мислам дека има голем капацитет да се одржува ова традиционално секоја година и мислам дека можеше и порано да биде. Стазата е добра, сите дадовме од себе се што можеме. И се надевам дека ќе ги освоиме наградите. Манифестацијата Осоговски велеслалом се возобнови во 2013 година по 26 годишен прекин. Покровител е општина Кочани, а организатори се познати кочански влюбеници во зимските спортови со поддршка на локалните угостители и спонзори. Ова е еден од настаните со кој туристичките работници и општина Кочани настојуваат да ги прикажат можностите и убавините на Осоговските планини. Фудбалскиот и ракометен викенд заврши успешно за екипите од Делчево. Во рамки на одигранот 13 кол во третата македонска фудбалска лига Исток, тимот на Брегалница Голак ја забележи втората победа во низа. Со 3:0 беше совладан третопласираниот тим на Напредок Здраве Радово, победа која што го искачи тимот на Брегалница Голак на петото место на табелата. На градскиот стадион во Делчево стрелци на погодоците за Брегалница беа Дарко Пешовски, Миле Денковски и Владко Марковски. Во останатите надпревари кои што ги одиграат третолигашите, Саса во Македонска Каменица беше поразена од лидерот Беласица со 3:0. Слога со убедливи 9:0 пак славеше нагости кај тимот на 11 октомври. Штипски баби дома го совладаа Осогово со 2:0, додека Тиверија загуби на домашен терен од Лозово со 1:4. Надпреварот Овчеполи Плачковица беше одложен. А покрај фудбал во Делчево се играше и ракомет. Убедлива победа забележаа кадетките на ракометниот клуб Вардар Делчево, победа која што ја извојуваа над аутсайдерот Филип Вардар од Прилеп. Очекувана победа на нашата екипа. Игравме со аутсайдерот во лигата, тоа е екипата на Филип Вардар од Прилеп. Се надеваме дека овој трет на добра игра ќе ја продолжиме сега во следните две утакмици, бидејќи тоа ќе ни бидат решавачки две утакмици за влез во Фајнал Форот. Можам да кажам дека сум задоволен од второто полувреме од нашата екипа, меѓутоа не и од првото полувреме. Во првото полувреме игравме неорганизирано, ја прифативме играта на противниците, имавме голем број на технички грешки, меѓутоа резултатот на крајот е 35:10 на висока победа, добра гол разлика која ќе се вметне во конечната табела. Во следното кол и двете екипи, фудбалерите и ракометните кадетки, своите надпревари ги играат на гостински терен. Ова е се за вечерашниот дневник. Ви благодарам на вниманието. Останете со нашата програма и проследете ја временската прогноза.